Ни беше од корист, уште и почекуваме дека ќе се бориме за врвот и за прво место. Па после два дена напорни борби во основното училиште Лазо Трпавски се видеа многу интересни партии, каде што Гранит као екипа беше со 4 бода помалку од првопласираната Брегалница Штип. Имаше и нересни борби, се видеа убави партии. Сега сме ние начело на табелата со 2 бода предност пред Студент Термо. Као што гледам, ЕП испадна од трката, па наредниот турнир на 5 и 6 во јуни ќе видиме што ќе направиме за првак на држава Македонија. Титулата државен првак и припадна на екипата на Гранит од Скопје, која на вториот турнир во Штип ги победи сите своји противници. Гранит освои 40 бодови, второто место со 38 бодови и припадна на најмладата и екипа домакин Брегалница Макпромет од Штип, третото на Студент Термо од Скопје со 34 и ЕП со 30 бодови. Еве ги и постигнатите резултати на завршниот турнир. Брегалница Макпромет Гранит 2:7, Студент Термо ЕП 6:3, Брегалница Макпромет Студент Термо 5:4, Гранит ЕП 7:2, Брегалница Макпромет. Токму од Гранит станува збор за 9-кратниот првак на Македонија Милан Петревски. До него уште еден нов играч на ЕП од Бугарија Огњан Серафимов, потоа Пеце Јовановски кој дојде од младост, Божидар Генчев, него веќе го познаваме од минатото првенство, и до него Александар Анастасовски. На спротивната страна во тимот на Гранит, тренерот Милорад Гаджовски, до него Гоце Тошевски, потоа следува Јованчо Станојковски, се врати годинава во тимот на Гранит, Агон Саити, до него новиот член на екипата на Гранит и уште еден нов, млад, перспективен пинпонгар, Филип Спасов, засилување од Бугарија. Главен судија на овој надпревар е Љупчо Весковски од Скопје, а делегат и негов помошник, инаку подпредседателот на Пинпонгарскиот сојуз на Македонија Златан Манов. Тоа се значи учесниците и може веднаш да започнеме со првата двојка од денешниот дуел, дуелот меѓу екипите на Вардар ЕП и Гранит. Во првиот меч се среќаваат Милан Петревски и Филип Спасов. Инаку во денешниот надпревар, денеска, овде крај мене, ќе ми помага и генералниот секретар на Пинпонгарскиот сојуз на Македонија, Ивица Гласновиќ. Гласновиќ, ви благодарам што ќе учествувате со нас. Ова е секако ова е секако дерби надпревар на првото коло. Очекуваме, според сите прогнози, еден навистина квалитетен меч. Па да, ова е прв надпревар, мислам дерби надпревар на ова прво коло од нашата државна тениска лига и мислам дека е најквалитетен во ова коло. А и по она што играчки го кажавте вие на почетокот кога ги представите двете екипи, мислам и играчки овие две екипи ќе водат главен збор во ова годишно првенство. Понатака да, што би кажал, во време на играта може да коментирам, нека почне првиот сет, па ќе видиме како се движи резултат. Јас би додал дека покрај екипите на Вардар ЕП и на Гранит секако кандидати за првото место, 9-кратен првак на Македонија и многу уште титули во дубл и во микс, во игра на двојки, значи, и во микс. На спротивната страна Филип Спасов, еден млад 17 годишен пинпонгар, во тимот на Гранит дојде од Инж Строј од Софија. Велам 17 годишен, има два пати освоено второ место во кадетска конкуренција во Бугарија, а во јуниори еднашка бил на првото место на оној бугарски топ 40. Една кратка прогноза за првиот меч. Па вака, јас мислам дека по квалитет може да се тука некаде двата на прварувача, мислам дека искуството ќе има голема предност Миле Петревски, бидејќи е поискусен од преварувач. Ова е уште пак млад надпреварач, но доста квалитетен за во рамките на Бугарија. Колку што се сеќавам јас, Милан Петревски и Филип Спасов играа на оној турнир на Гранит минатата година.
И Петревски излезе како победник. Во полуфиналето ми се чини се среќа. Да, и сега на припремите во Тешево кога беа играчите на ЕПЕ Мултитекс, неколку екипи беа на припреми таму, мислам дека исто го доби Милан Петревски со 2-1. Мада тоа не е гаранција, ќе каже самата игра, али пак му давам предност на Милан Петревски кој е поискусен. Сигурно искуството е на негова страна. Меѓутоа екипата на Гранит имаше навистина квалитетни подготовки. Еве пред овој меч скоро 7 дена беа во Бугарија. И според зборовите на тренерот Милорад Гаџовски, навистина квалитетно се подготвувале. А како што и самиот кажа, можеби најголемо изненадување и на овој меч и во првенството ќе биде Агон Саити. Бела дека многу напреднал. Агон беше еден од поперспективните во Републикава. Да, тој веќе на 2 званични државни првенства е втор во Република Македонија и во прошлогодишното и овогодишното првенство беше втор, во финалето загуби од Милан Петревски, што кажува дека се гради еден многу добар надпреварувач кој веќе доаѓа на вратите каде што го добива веќе во сетови Милан Петревски кој со години никој не можеше да му земе сет. Инаку Милан Петревски 35 години има, меѓутоа по движењето, по играта, годините не може да се приметат кај него. Уште долго ќе го гледаме, ми се чини, на терените во Република. Да, и тоа и неговата физичка конституција, тој е левак, многу лесно игра и се она што треба да го надокнади со тренинг, со кондиција, он го надокнадува со итрина, со искуство, со таа негова лесна игра. Но еве доаѓаат младите играчи, како што реков, Саити е блиску веќе до него и значи уште некоја година и он ќе падне од играч број 1 во нашата република. Да. И со ова појачување со играчи кои играат од други држави во нашата република, тоа е подобрување на нашиот квалитет во лигата. Додека дојде тоа време, првиот играч во републикава се разбира од Македонија, македонски играч да биде заменет од некој помлад. Следува уште едно првенство и следува првиот меч од ова првенство и дуелот, значи меѓу Петревски и Спасов. Вообичаено загревање, почитувани гледачи, секој бод, секој поен овде ќе биде многу значаен. Велам, станува збор за дуел меѓу Вардар ЕПЕ. Ова е, би рекол, во една рака и нов тим во нашето првенство. Станува збор за фузија меѓу екипите на Вардар и екипата на ЕПЕ. Дојде до едно спојување на традицијата со квалитетот, па би додали средствата на ЕПЕ. Но започнува надпреварот и да видиме како ќе тече. 1:0 водство на Милан Петревски. Уште еден поен од Форхен страната е добиен. Веднаш промена на серва, меѓутоа не донесе резултат. Би рекол и трета грешка од Форхен. Спрема 1. И дури 4 серви на Спасов во контото на Милан Петревски. Уште на самиот почеток, високо водство, веќе 6:1. Предноста е до сега на страна на Миле Петревски, затоа што игра и со Форхен и бекен страна, што Спасов цело време само на Форхен сака да добие поен. И уште еден атрактивен поен. Сега прифаќа стоп игра Спасов на маса и успеа да добие поен. 7:2. И
8:2, 2:8 на серва Филип Спасов. Некои вообичаено е играчите во Републикава да имаат еден вид респект кон Милан Петревски. Меѓутоа, не знам дали такво нешто се јавува и кај овие други играчи, посебно кај Филип Спасов, на 17 години има, а знае со кого игра на спротивната страна. Па јас со Филип Спасов сум зборувал неколку пати за нашиот пинг-понг. Он ми пренесе дека Уште еден прекрасен поен. Ми пренесе дека највеќе се плаши од Милан Петревски, од сите играчи моментално во Македонија. А го знае и Саити, и Теодосиев, и овие сите цела млада генерација, али самиот ми кажа дека Милан Петревски е се уште доеден играч во Македонија. Добро, дали е тоа плюс или минус кога веќе ќе се најде во дуел со него? Па тоа е плюс за Миле Петревски, затоа што неговата добра игра и неговото искуство е предноста над Филип Спасов. И ја мислам во овој меч ќе одлучи вториот играч на двете екипи. Добро, според списоците, тоа би требало да биде Јовановски во тимот на Вардар ЕП, а на спротивната страна Гоце Тошевски. 13:5. И прв би рекол успешен напад на Филип Спасов во првиот сет од овој дуел. Резултираше 6:14. Две грешки поред. Да, како што кажав, повеќе греши на бекенот, страната него на форхенот, многу понесигурен на бекен игра него на форхен. Изгледа дека и Петревски тоа го прочита, па повеќе игра на бекен тоа е страната. најнормално. Да играш на онаа страна на која е противникот послаб. Се откриваат грешките во самата игра и се притиска токму на тоа место. И концепцијата на играта ќе биде таква најверојатно на Петревски. Сега не демантира Спасов со бекенот удар. Шестнаесет 9. Спрема 10, како полека да се ослободува од тремата младиот Спасов. Тие меѓусебни средби немаат многу и тоа е втора, трета може меѓусебна средба. Они сега се започнат многу подобро во текот на оваа лига. А на крајот на плейофот уште повеќе. Неколку прекрасни спина од форхенд на Спасов, но се чини токму за овој поен, па и висока беше топката. Петревски не е научен со нашите играчи да игра после 2-3 спина. Мислам дека нашите играчи после вториот, третиот спин веќе грешат, а Филип Спасов веќе и четвртиот спин го враќа. Веќе намали на 6 поени, на 5 поени, 18:13 го гледам резултатот, а беше 16:5. И по подолго време поен за Петревски. Со овој бекен удар се виде на леснотија на игра над маса. 36 години, меѓутоа се уште брзи раце. Да.
20:15 и Милан Петревски сервира за првиот сет во овој меч. Еве го. 1:0 значи во првиот сет. 21:15. Па да кажеме дека во вториот сет очекуваме подобар пинг-понг. Очигледно беше тремата на Спасов на самиот почеток, меѓутоа како течеше времето. Да, се резултатот беше од 16:5, еве гледаме конечниот 21:15. Мислам дека овој втор сет нема да биде така лесно со толкава предност Петревски. Мислам дека Спасов и ги увиде, ги гледа и грешките на Милан Петревски и веројатно и тој ќе примени нешто од својата тактика, а тоа го примети веројатно и тренерот и ќе му каже. Грешките беа на, како што кажав, на бекен страната на Спасов многу послабо беа враќани ударите, а Петревски највеќе грешеше бидејќи е навикна да во нашата лига после 2 до 3 форхен удара јаки топ спина мисли дека е се готова, а Спасов ги враќа тие. Во Бугарија пинг-понгот е многу поразвиен и завршни удари има и 4, 5 и 6, а кај нас од 2-3 завршни удара и си мисли дека е готова поената. Три спрема 1 води Петревски во вториот сет од првиот дуел на мечот меѓу Вардар ЕП и Гранит. Промена на сервис 2:3. Неколку пати Спасов на овие ниски топки, кога се обидуваше да извлече спин, удар, греши. Два спрема 6 и вториот сет започнува идентично како и првиот. Да, со предност на Петревски. Петревски продолжува и понатака да игра исто, повеќе форсирано со кратки топки за да не може. Токму и овој седми поен на Петревски беше краток. Да не може да влезе директно. А Спасов задосни со спинат. 3:7, промена на сервис, 7:3, значи Милан Петревски. Ми се чини дека Петревски има убедливо најнезгоден сервис во Република. Знаете што? Кај нас, во нашата Република, тренерите многу малку обрнуваат внимание на сервисот. А сервисот е, мислам, еден од најважните елементи во контенската игра. Секој играч со сервисот диктира како ќе го продолжи својот напад и својата концепција за игра. А Миле Петревски е еден од тие играчи што многу го користи сервисот, како што кажав, тоа е и предност и концепција на својата игра за остварување на еден поен. Уште една грешка на форхед спин, 10:5, поточно 5:10 на сервис Филип Спасов. И невообичаено е вака да се греши. Ова е лесно продаден поен. И сега Спасов не го виде овој бекенд на Петревски, ми се чини еден од специјалитетите на Петревски. Он и на маса може да игра добро и малку подолг сервис може да го врати вака како што го врати сега. Спасов треба да применува што пократки сервиси за да може да има игра и да ја држи топката да игра што повеќе и да чека прилика како би напад, но бидејќи има јак спин удар на форхенд. 13:7.
И сега серија на Петревски. На Петревски 16:8. Ова беше како на тренинг. Петревски понатека повеќе игра на бекен страната, послабата точка на Спасов. Точно и во овој момент се потврди тоа. Имаше висока топка, убава за спин, меѓутоа многу непрецизна. Сега и штопот непрецизен, се чини дека мечот, првиот меч. Предноста е голема, 8 поени. 8 поени, уште 3 му требаат на Петревски, секако дека ќе ги освои. Првиот играч на екипата на Вардар ЕП, према она што јас го немам гледано, е доста квалитетен играч, меѓу најдобрите играчи во Бугарија, што значи дека тој има големи шанси да освои 3 поени, а доколку Петревски освои 2, значи победникот ќе се знае. Во секој случај да не прејудицираме, има уште време. Квалитетите се познати. Сега се работи за Серафимов тоа кој колку ќе пружи. Мислам, Серафимов коментирам бидејќи не сум го гледал Серафимов како игра, а према она што информациите што ги добива е еден од добрите играчи во Бугарија. 19:14. И сега уште една добра серва. Уште еден добар сервис на Петревски, 20:14. Досуден е поен за Филип Спасов. И ова е еден од најубавите поени до сега, 20:16. И ова е последниот поен во првиот меч. Значи 21:15 во првиот сет и 21:16. 1:0 води Вардар ЕП во дуелот со Гранит. Наред е дуелот меѓу Гоце Тошевски и Пеце Јовановски. Интересно, обата се играчи од Прилепска младост, па и Милан Петревски потекна тамо. Се чини дека добро работат со младите категории пинг-понгари во Прилеп, меѓутоа во сениори никако да дојдат на вистинското место. Младост е град, мислам Прилеп е град со традиција на пинг-понгот. Младост е стар клуб и со години веќе работи. Пеце Јовановски од онаа постара генерација на младост и мислам дека има и свој удел во изградувањето на Тошевски како играч, бидејќи он на еден период работеше и како тренер заедно со Мачевски во младост од Прилеп. Мислам дека го познава доста добро и можам да кажам че се сретнат тренерот и ученикот. А еве до мене и победникот во првиот дуел, Милан Петревски. Петревски се чини некако лесно дојдовте до првата победа. Не можем да кажам дека беше лесно. Беше многу напнат мечот, мораше за секој поен концентрација голема. Ја бев, мислам, поуспешен и нормално си ја добив партијата. Со тоа водите 1:0, а следниот дуел е со младиот Агон Саити. А ја мислам, со Агон Саити имам играно 6 партии на сениорски поединечни државни првенства, 6:0 за мене. Ја мислам тука нема некој проблем да има никако. Благодарам и со среќа во наредниот меч. Економско-пропагандните пораки. Повторно се враќаме во салата на основното училиште Лазо Трповски. Во тек е дуелот меѓу Петревски и Саити, во кој Саити води со 2:0. Прв сет е ова од нивниот меѓусебен дуел. А на самиот почеток, додека уште не се разгорела играва, еве со нас е и председателот на Пинг-понгарскиот сојуз на Македонија, Љупчо Анушев.
И за него прашање пред се, дали е задоволен од квалитетот на пинг-понгот што го видовме до сега на овој меч? Секако дека сум задоволен. Ова пинг-понгарска сезона ќе биде многу поквалитетна од прошлогодишната, со оглед на тоа да сите наши екипи во првата лига добија спонзори и донеса странски играчи кои што ќе го подигнат квалитетот. Меѓутоа, нашата цел не е само врховскиот дострел на пинг-понгот, ние сакаме да го омасовиме. Ќе настојуваме секоја екипа од првата лига да има свој пионери и секако понатака ќе организираме за нив турнири и посети на меѓународни турнири, за да го секако покорисна пропагандата на овој спорт и доведувањето на квалитетни странски пинг-понгари. Еве, годинава ми се чини дека и Битола или пак Струга има исто така бугарин во своите редови. А ово што го видовме денеска е еден од најквалитетните кај нас што се појавил. Па во тој контекст еве да проговориме нешто и за меѓународната програма на Сојузот година. Меѓународната програма е тесно поврзана со програмата на ИТТФ. Ние ќе се сконцентрираме на соседите, на мечевите со соседите, затоа што е и поевтино, а и нашиот квалитет е близко до нив. Имаме, наша среќа е што имаме соседи кои што се квалитетни, тоа е Пинг-понгарскиот сојуз на СРЈ и Бугарскиот Пинг-понгарски сојуз, така да можеме од нив да црпиме доста сознание и квалитет. Анушев, ви благодарам за разговорот и многу среќа во одигрувањето на лигашките надпревари. Благодарам. Годинава. Ние се враќаме на дуелот меѓу Сеити и Петревски. Моментно Петревски води со 9:8. Гласнович се чини овај најбрзиот пинг-понг што го видовме. Да, па шансата на Саити е во што побрза игра. И ако игра така, мислам има шанси да го добие Петревски. А Петревски е, рековме, искусен волк и чека секоја прилика да поентира. А и она што кажав дека може најинтересен меч ќе биде, најинтересен на партија од овој меч ќе биде Саити и Петревски. 11:10 води Петревски. Единаесет спрема 11. Убав напад. Водство на Сеити. Уште еднаш на форхенд страната, како и претходно. Уште еднаш поентираше. И сега, што се вели во пинг-понгарски жаргон, му удри шамар на топчета. Да, али секоја прилика ја користи Петревски. Нец. И израмнето. 13:13. И натаму во ист стил, само по поен предност за едниот или другиот противник. 16:14 и промена на сервисот. И Петревски еве успева да се одлепи. Концентрацијата кај Саити. Пред самиот крај на првиот сет во финишот. И 19:14.
19:15. Петровски користи секоја прилика ваква, на секој повисоко подигнато топче напаѓа. И првиот сет завршува со резултат 21:16 за Милан Петревски. Го доби овој сет релативно лесно, би рекол. Меѓутоа, ако може евентуално да се најде замерка на еден играч како Милан Петревски, барем во рамките на Македонија, би рекол има брзи растце, има се уште рефлекс, иако се 35 години, меѓутоа се чини малце послабо работи со нозете. Точно. И во напад и во одбрана. Точно, он ја користи својата брзина и повеќе играта на маса. Кај играчи кои му форсираат појако темпо и побрза игра и играат и на бек и на форхенд страна, не може се да стигне и тогаш многу греши. И таква би требало да биде концепцијата на игра на Саити. Со побрза игра и промена на правство. 2:0. Не спремен доста за напад, Саити влегува во напад и греши. И сега одлично вратена топка, 3:2. И ова беше, ми се чини, некоректен напад, неизградена ситуација. Тоа е грешка кај сите наши пинг-понгари. Него, како што кажавме, него држат топчето во игра и не градат напад, него брзо плето и грешат. Брзо плето напаѓаат и грешат. Пет спрема 4. Промена на сервис. И неколку поени поред на брзина ги губи Саити. Нема концентрација пред сервата. Се инсистира на брзина, меѓутоа без ефект. Не гради игра, не гради со својот сервис да добие, да биде во предност и да може да го поентира. Било која прилика сака да нападне да поентира, така не може да добие. Миле Петревски, еве гледате, во секој поема е точно изигран и тогаш кога е најпогодно, тогаш и напаѓа. Врз самиот сервис го гради и нападот. Да. Очекуван е... Секоја грешка на противникот ја користи. Како што гледате и сега. Точно знае после секој сервис каква топка ќе добие назад и нормално испланиран е целиот напад. (12:8). За Петревски сервира Агон Саити. Убаво е. Девет спрема 13.
14:11. Само 3 поени предност за Петревски, меѓутоа имам некаков впечаток дека многу тешко може се ити да ја достигне и оваа мала разлика. Па знаете што јас тоа кажав дека овој меч ќе биде најинтересен по она што гледавме изминатите две сениорски првенства. Најинтересните мечеви беа баш овие меѓу овие два играча и тоа во самите финали. Али на двете првенства Миле Петревски беше победник. И повторно во финишот, Петревски серија на поени, веќе е 19:12. Премногу рутински ги добива поените, а Саид мислам дека нема никаква желба да победи. (19:14). И само уште еден поен до водството на Вардарепе од 4:1. Уште 4 меч топки за Петревски. Да, она што го кажав јас, вториот играч во двете екипи кој ќе добие две партии, тој и фактички победник на оваа средба. 20:17. И еве го решавачкиот поен, 21:17, во првиот беше 21:16, во првиот сет, значи 2:0 во сетови, а водство на Вардарепе од 4:1 и сега само уште еден меч, една победа го дели домакинот на оваа средба, екипата на Вардарепе, до конечната победа во дуелот со Гранит.